Даниел Мојсов е интернационална фудбалска звезда од Кавадарци. Повеќе години игра, околу 30 години има и се уште е активен. Уште најмалку 5-6 години ќе го гледаме и во Кавадарци и на средбите на интернационалната сцена. Моментно игра во Кипар. На неколку дена пред заминување на неговото редовно ангажирање во овој клуб во овој летен период, успеавме да го земеме барем половина час со нас и да го приближиме до вас. Повеќето од вас кои се занимавате со фудбал или го следите фудбалот, може би знаете за него, меѓутоа не се. И затоа РТК реши да дојде во неговиот дом, или пак да отидеме на градскиот стадион, или на друга локација која тој ќе избере за да зборуваме за него и за неговата фудбалска кариера. Даниел, здраво. Здраво, благодарам што дојдовте на поканата. Повеќе време се договараме и еве сега сакам во еден спонтан, непосреден разговор да го приближиме Даниел Мојсов до гледачите, до оние што го познават и оние што не го познават. Кој е Даниел Мојсов? Па Даниел Мојсов е скромно дете од скромна фамилија и моите почетоци, како и на другите деца, замислувам да имам добра иднина. Како прво, моите чичковци, мојот татко биле фудбалери, сакав јас да бидам фудбалер и првите мои почетоци беа на фудбалскиот клуб Тиквеш. На колку години почна да играш фудбал? На моите 8 години. Прв пат почнав да играм во тогашното се називаше Петличи. Добро. Тренер ми беше Сенчо. После отидов кај Борча Митрев и Звонко. После известно време преминав во Пионери, кога тренер ми беше Лјупчо Филипов. Го паметиш ли тој твој период? Па да, го паметам. За прв пат кога мојот татко, заедно со мојот брат, не однесе на тренинг, го памтам како ден денес. Татко ти с фудбал, чичко ти фудбал и брат Моите ти фудбал. чичковци фудбал. Што е работата? Фудбалско семејство ли сте? Па да. Тие играле во помали клубови, пониски лиги. Ние со брат ми имавме големата среќа да игравме во прва македонска фудбалска лига, сега во странство, исто и мојот брат играше во странство, во неколку клубови во Македонија. Играв за репрезентација, сега сум една година на стендбај, така одлучи селекторот. Така да, тоа е тоа. Ќе разговараме и за тој твој стендбај во репрезентацијата на Македонија, меѓутоа кажи ни кога во Тиквеш започна да играш како професионален фудбалер? Прв пат се осетив како фудбалер, тоа беше во Пионери, кога тренер ми беше Лјупчо Филипов. Имавме стварно добра генерација, стварно добри фудбалери. Но знаете, за фудбалот треба да се откажеш од многу работи. Од излегувања, од ноќни клубови, од секакви тие пороци. Јас се одлучив и тука сум каде што сум. Убаво ли тие што се откажа од тие пороци? Да, и сега кога би одбрал, истото би го одбрал. Навистина? Да. Влезе во Тиквеш од пионерската екипа? Да, од пионерската екипа, после премина во кадетската екипа, како и Колку сите години добри. тоа сето се одвиваш? Па тоа се одвиваше, кадети беше околу 14 години, тогаш ми беше тренер Никола Златев, познатиот Фурци, кога стварно имавме успешна сезона. После преминавме младинци, исто Никола Златев ни беше тренер, имавме многу добра генерација, дури последното Кажи ни коло. го фудбалери тоа време. Па Гацев, Добро. Петрович, Вареловски, Прскакулев, Пепи Джелов, Ѓорџи Грков и ред други. Зоран Нацев, да не ги заборавам, се извинувам. Така да имаме стварно добра генерација, дури последното коло одлучуваше кој ќе биде шампион, помеѓу нас и Беласица. За жал, ние бевме вториот тим, Беласица избина прво место, така заврши сезоната. Како одеше по твојата кариера? Па после преминав во сениорскиот тим, више наполнив 17 години, 18. Не можеш да играш за младинците. Преминав, тогаш ни беше тренер Никола, познатиот Лушкин. Добро. Тоа беше втора лига, тоа беше при крај на испаѓање. И после одиграв неколку утакмици трета лига и бев. Пред да заминам во Ѓорче, бев на неколку дена проба, кој тогашниот тренер одлучи да ме земе после известни 6 месеци. И подпишав професионален договор. Играше добро тоа време? Да. Како отиде во Ѓорче? Па по препорака на Ангел Бунгуров. Пошто он ме гледаше дека можам да бидам добар фудбалер, по препорака тој ми се јави, со мојот татко заедно отидовме во клубот во Македонија Ѓорче Петров, одиграв една контролна утакмица
ме бендиса, ми се јавија и отидов после на припреми во Златибор и така почна мојата кариера. Колку време играше во Скопски Ѓорче Петров? Па во Ѓорче Петров играв 3 години. А пред да одиграм во Ѓорче Петров, играв 6 месеци во Скопје, во втора лига во автокоманда. Така да кажам, тоа е како калење. Добри 6 месеци поминав таму. После се вратив во Македонија и почнав стандардно да играм 3 години. Пошто станав и младенски репрезентативец, и десно време и А репрезентативец. И сега се така набројуваме, меѓутоа ова се години. Поминати. Ти си знаеш како најдобро Да. си ги минувал. Ти било ли тешко Кавадарци и Скопје, па потоа надвор од Кавадарци, од Македонија? Па секој почеток е тежок, секогаш. Од прв пат сум бил одделен од фамилијата, сам сум живеел во стан. Секој дека ме било тешко, но треба временски период да помине тоа и се да дојде во свој ред. Потоа замени надвор од Македонија, ако не се лажам. Не, потоа отидов во Скопски Вардар. Добро, значи од Ѓорче во Вардар. Да. Играв 6 месеци во Скопски Вардар и од тогаш после тоа премина во ФК Војводина од Србија. Потоа од Војводина? Од Војводина преминав во Бран. А пред Бран, мислам, имав една година големи проблеми. Со фудбалскиот клуб Војводина. Бидејќи првата година кога потпишав за фудбалскиот клуб Војводина, бев најдобар дефанзивец прогласен и имам и наградите. Бев најдобар штопер, во првите 11 влегов. Имав големи понуди од големи европски клубови, но за жал моја препорака беше, ја бев заситен од после година дена, сакав да сменам нешто друго, но челните луѓе на фудбалскиот клуб Војводина не ми дозволуваа, бара милиони, камиони, што се кажува во чаршијата, па над милиони, 2 милиони бара. Имав понуди од Динамо Москва, Салцбург, Динамо Загреб, дури Динамо Загреб дојде и на мој интервју како што сум сега. Беше готова работата, но покојниот председател на ФК Војводина не ми дозволи, пошто јас се разочарав. Тој бараше да потпишам нов договор. Јас не потпишав нов договор, бев спремен и да не играм више фудбал, пошто бев стварно заситен од таа лига. Да. Бев во добра кондиција, баш бев екстра талент. Која година беше тоа? Па тоа беше 2011. Имав 23-24 години. Ти си Тие се бил- многу си пукав? зрели, да. Што се случи за да по една година ти повторно почнеш? И така 6 месеци не играв, ме суспендира фудбалскиот клуб во Војводина. 6 месеци не играв, ме тера 7 часа да тренирам, во 3 попладне, на важешко показа. време, во тие горештини. Така? Помина тие 6 месеци, подпишав договор со фудбалскиот клуб Таврија од Украина. Добро. Отидав таму, поминав припреми месец дена, кога подпишав. Ми кажа, директор спортскиот директор ми кажа дека има забрана за трансфер. Уште еден проблем. Тренерот, имав составник со тренерот, ми кажува Даниел почекај, све ќе се среди. Ја му кажувам, окей, нема проблем, ќе почекам 1 месец, 2 месеца. Гледам дека не се решава проблемот. Отидов кај тренерот, реков дека оваа ситуација више не можам да издржам, морам да пробам нешто. Умеѓу време ми се јавува фудбалскиот клуб Бран и од тогаш почнувам со преговори, се враќа во Македонија и се договараме со фудбалскиот клуб Бран и потпишувам со нив. И после една година почнувам да играм фудбал. И преминав во фудбалскиот клуб Бран од Немачка. Ти се врати ли само до вербата? Па, знаете, ако не сте стабилен и ако не сте психички спремен да издржите се, А ти тешко е да станете добар фудбалер. Издржав све. Значи сте били и талент и се, меѓутоа сте имале непријатности што немаат врска со фудбал, така да кажам. Да. Не се плотно. Може да не сум игра. само ја, може и некои други играчи што се десило ова, Да. но јас кажувам за себе дека јас сум психички многу спремен, многу стабилна личност и го издржав тоа. Може некои би паднале, некои не, Точно е тоа. али психичката состојба на еден играч е најбитна. Сега доживувате една убава атмосфера и слава, би рекол, фудбалска на Кипар, така? Да. Па добро, еве да се навратам само. Од фудбалскиот клуб Бран, потоа преминеш во фудбалскиот клуб Белгија, во Лирс, во Белгија. Одиграв 6 месеци, од кои после 2 надпревари бев капитен. Челните луѓе многу ме засака. Имам договор подпишано 6 месеци плюс 3 години.
но не се изборивме за опстанок во елитната лига и решивме да ја прекинеме со работката. Од фудбалскиот клуб Лирс премина во фудбалскиот клуб Адана Демирспор во Турција. Турција, да. Одиграв и таму 6 месеци, но се деше некои работи кои што не се поврзани меѓу мене и тренерот и менаџерот и спортскиот директор. Имаше и таму малку проблеми, но бев задоволен. И кога дојде зимскиот прелазен рок, тренерот ме викна на состанок и кажува дека нема да смета на мене во следните 6 месеци. Јас му кажувам, окей, ја ќе ти докажам, но ако најдам некоја подобра опција, ќе си одам. Јас го најдов фудбалскиот клуб АЕК Ларнака и потпишав таму и до ден не зажалив дека што потпишав таму. Колку време си во АЕК? Па 2,5 години. Најмногу значи си бил фактички представуваш во Да. И да се навртам само за психолошката состојба на еден фудбалер. Имаше една ситуација кога се смени тренерот во фудбалскиот клуб Бран, дојде нов тренер, си донеси своји играчи. Секој играч си имаше посебен состанок со тренерот и дојдов на ред јас да имам состанок со тренерот. Тренерот ми вика, вака седеме ние. Даниел, вака ситуација. Јас не планирам на тебе управи 11, ќе си додадам своји играчи и ќе решиме ситуација како што ќе види. Јас му кажувам, му викам, јас ќе ти докажам дека ти грешиш, ќе ти докажам со моите квалитети, со мојата упорност. Отидовме на припреми во Шпанија, месец дена, 2 месеца припреми, секоја утакмица играм, му докажувам. Кога почна првенството играв прва постава. Значи тренерот те провоцира, ти ја гледа твојата психолошка состојба, дали си спремен да издржиш се. Тоа сакам. Ако не си спремен, уште еднаш ќе повторам. Значи не е доволно само талент, да знаеш да играш фудбал, не. Тука има многу фактори. Психолошката состојба на еден играч е најбитна. И самодовербата. Ако немаш самодоверба, е многу тешко за еден играч. Ако си нервозен, ако си нетрпелив и така натаму. Да, мора да бидеш трпелив. Тренерот ќе те проба на се. А тие тренери во интернационалните клубови како што е АЕК се силни луѓе. Па да, сигурно. Еве на пример ние во АЕК Ларнак имаме 15 шпански фудбалери, спортскиот директор шпанец, тренерот шпанец. Мора да се избориш, мораш да бидеш 2 пати подобар од тој играч за да играш во првите 11. Нема плачење, Нема плачење, секој ден е борба, секој ден е докажување. Можеш да ги информираш нашите гледачи кој е успехот што го постигна вашата екипа оваа година? Па ние го освоивме купот на Кипар. Добро. И многу сме задоволни од тоа. И исто така и излеговме во Европа. Што значи сега освојувањето на купот? Одење во После 14-15 години АЕК Ларнака нема освоено ништо. И ова е као за нив, као да е прво место. Дали твојата личност, твојот лик, твојот фудбалски бекграунд е добар, убаво прифатен во... Да, многу сум ценет, многу сум исто и јас задоволен, двете страни се задоволни, кога има взаемен однос. Супер. Секако има успех. И имаш соработка со твоите колеги фудбалери? Секогаш. После тренинг кафе, на ручек, вечера. И додека сме кај твојата интернационална кариера, во вторник заминуваш таму. Да. Што те очекува до крајот на летото? Па не очекува припреми, не очекува подготовки за Лига Европа. Идеме за Полска. Таму сме 10 дена, па се враќаме назад за Кипар и почнуваме со пријателски утакмици. И второ коло почнуваме од Лига Европа. 26 Одиш сам или со семејството? Па сега идем сам, семејството иде после 2-3 недели. Даниел Мојсов е оженет, има 2 дечиња, Да. убава среќна фамилија, а многу пропатил во животот и му се исплатило тоа што бил многу трпелив. Да, точно така. Борба голема имаш во твојот живот, на 30 години имаш страшно нешто. Па, и може да има и полошо, може да има и подобро. Но јас ќе кажам пак, и сега да сум почнал од фудбалот, јас би го одбрал овој пат. Може да би коригирал некои мали грешки, но би го одбрал овој пат. Али имав голема поддршка од мојата фамилија, мојот татко, мојата мајка, Кажи ми нешто за нив. Па е добро, јас и на почетокот кажа дека се потекнам од скромно семејство, знаете како е тоа, знаете и вие што се бави мојата фамилија. Јас сум многу среќен што дојдов до ова, колку што можам помагам. Каде би го ставил брат ти тука? Ѓорѓи? Па би го ставил до мене, али моментално не е тука.
не е тука. Може ли Той той да изгради на овие години таква интернационална кариера? Па можеш, и тој почна добра интернационална кариера. Тој замина една година пред да заминам јас за оваа година, тој замина во Отелу Галати. Имаше таква несреќа кога се двумаше дали да иде во друг клуб, дали да остане во Отелу Галати, па премина во Джер. И од тогаш некако коцките не се совпаѓаат и кариерата почна надоле. Али у животот треба и у фудбалот треба среќа. Сега со Тикаш имали шанса малку да го не Па- да го поврати, меѓутоа да го стави малку Да. на неговиот талент. Како што слушам, Тоа е стоп Тикаш, да, моментално. како што слушам низ чаршијата и како што градоначалникот Митко Јанчев обечува дека оваа година се иде на прва лига, Добро. слушам дека има засилување и на пример од Александар Вареловски Точно е. и уште неколку звучни засилувања од втора и од прва лига. Па се надевам дека ќе го видиме Тиквеш во прва лига следната година. И кога зборуваме за семејството, може би неизбежен е фактот да ве прашам, дали некој што твојот брат си играл во иста екипа или пак во спротивна? Сум играл, но не сме играле во иста екипа. Сме играле еден против друг. Аха. Тоа беше 2008-2009 кога игравме финале куп. Тие го освоија финалето, али за разлика ние па го освоивме првенството. Во Скопје. Да. И како беше таа психолошка војна меѓу тебе и брат ти? По добро, јас и пред почетокот кажав, на теренот не познавам ни брат, ни никој. Исто и тој. Нема, на теренот може да се скараш со својот брат, али надвор од теренот може да бидеш пријател Даниел, или брат. ти си назад, он е напред, односно во средината, може да се Да, и може да ви кажам и со слики, имам и докази дека сме играли еден против друг, имале дуели, баш на еден направа памтам, тоа беше 2007 или 2006, не знам точно, кога тој играше во Вардар, ја во Македонија, баш тој играше по лево, јас десни штопер, еден на еден дуел, ма земав топката, го ударив во бутниот мускул, имаше пауза од 3 недели. ставно. Да. Ќе ви докажам, имам слики, имам А докази. ти веруваме ние, ти си искрен и во муабетот и во она што го експресионистички покажуваш. Ти замерува ли некој штатко ти за тоа дека не си почнал нешто друго да работиш во животот? Не, никогаш. Татко ми и мајка ми никогаш не се мешале во мојата одлука. А Даниел, да ги видим овие признанија што ги имаш во твојата витрина овде и со гордост се сеќаваш на нив. Што е Да. ова? Ова е за најзнаčajniji гол сезоне 2010-2011 кога во финалето на Купот на Србија дадов гол Во Војводина. во финале, Така? да. Во Србија беше омилен фудбалер. Да, Тоа да. време. Бев многу ценет и многу омилен, се додека Не помеѓу двете страни не се дојде руши до односите. следна соработка. Добро. А ова е за најдобар штопер во српската лига. Може тоа да го види камерата. Овде гледаме два големи пекари на кревето. Ова е од имам уште еден-два. Ова е едниот во 2016 година кога бев прогласен за најдобар интернационален фудбалер од Кавадарци. Ова е вредна награда за кавадраци. Да, во 2016 година. Добро. А ова е во 2017 година. 2 години поред си бил најдобар фудбалер на кавадраци. На Тоа интернационалната е сцена. голема чест за мене. Навистина. Добро. И сега се навраќам на двете фотографии кои всушност го осликуваат дуелот со твојот брат Да. Ѓорџи на средбата со работнички. Ова е финалето помеѓу Македонија Ѓорđe Петров и Работнички. Ова имаше тука еден дуел, брат ми сакаше да даде гол. Ја испаднев како клизачи старт пред него. Оти топката во корнер, тој не даде гол. А тие го освоија купот. А ние таа година го освоивме првенството. Добро. И уште една, ова е 2006 или 2007 година. Тој играше во фудбалскиот клуб Вардар, јас во Македонија Ѓорđe Петров. Имаше дуел 1-1, кога претходно ви кажав дека го повреди во бутниот мускул. Значи, Тоа е таа војден така. старт без да размислувате дека тој ви Да. е брат. Па беше ненамерно, Кај што кадаме пред година, не се познаваме на теренот, па било да и брат. Интересно е да се биде со тебе и добро што си педантен и чуваш дел од пишувањето. Па има многу, али на печатот. бас вчера ги пронедов овие. Може ми да позборуваме за тоа што пишувале спортските новинари за тоа? Па може. Еве, ова е првото
Репрезентација до 21 година. Македонија, Швајцарија, кога победивме Швајцарија во Куманово 2-1. Пишуваше, баш добро одиграв. Ево, може да видите сами. Мојсов момче за се. Добро. Ево ова е 2008 година, кога неколку клубови од Германија ме посакува, Бундестрансфер, но не дојде до соработка. Добро би се snašao во првенството, во Бундеслигата. Па не знам, треба да Добро пробаш, би па се не snašao, знам. добро. Иако Би не- требало. Ова е кога игравме Лига шампиони, првата фаза, на Маки кога изгубивме од Бате Борисов. Ѓорче Петров беа нарекувани лавови, така? Да, лавови, да. Ево, гледаш. Ќе удри брат на брат. Ова е многу силна семејна. Да. Ова кога имав понуди, после првата година кога бев прогласен за најдобар штопер, не ме пуштија и пишува Тоа е тежок период во твојот Мојсов живот. останува во година. Ево, кога се пишуваше дека ќе премина во Динамо Москва, Мојсов се сели во Динамо Москва, но русите дава 3 милиона, но имаше многу. Тоа е богат и голем клуб Динамо, нели? Да. Може еден од најголемите. ЦСКА, Спартак, па Динамо. За Која е жал, била твојата највисока цена како фудбалер? 1.600.000, да, на цената на трансфер маркет. Од Па најкупен сега клуб. мислам дека ми е околу 800.000. Цената на трансфер маркет. Како паѓа или расте таа цена во зависност од што? Па зависи како да играш, колку голови може да дадеш, дали си константен, дали играш секоја утакмица. Све се прави листа све на- се прати. Све сега во ова модерно време све се прати. Преку интернет све се прати. Има ли пари некој македонски клуб да даде толку за тебе? Па прошла година за трансфер. Да, кога би играл во Па Македонија? не верувам. Да, Али за месечни Шкендија, за да. месечни примења сигурно да. да. Вардар Шкендија прошла година, да. Ова е Жирес, тогашниот селектор на Габон. Мојсов европски играч. Гледаше утакмица, баш се слога го магнат кога јас дадов 2 гола. И баш после таа утакмица тој изјави. Селектор на Габон. Африка е многу интересна за фудбал. Да. Многу интересна. Да. Ова е кога имав понуда од Партизан. И челните луѓе на ФК Воводина. Не сака. Партизан мора да плати и на крај пак не дојде да се работи. Иако платија. Ти даде гол и сега во АЕК, многу интересни голови Да. даваше. Ο Λουίς Κάρλος, εκτελεί ο Λαρένα, δεν βγαίνει ο Χατζηφραγίσκου, κεφαλιά από Μωυσόφ 1-0. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, η κεφαλιά από τον Μωυσόφ ανοίγει το σκορ, διώχνει το όποιο άγχος υπήρχε. Δεν βγήκε ο Χατζηφραγίσκου, δύο παίχτες της Δόξας πετάχτηκαν όχι την κατάλληλη στιγμή, με αποτέλεσμα ο Μωυσόφ να πετύχει ένα. Εκτελεί ο Χέφελ, πάει η μπάλα στο Μόισοφ, κάνει αυτός ένα κοντρόλ, κάνει το shoot goal εκπληκτικό. Ντάνιελ Μόισοφ, ανόρθωση ΑΕΚ 0-1. Αδράνεια στην άμυνα της ανόρθωσης, στο στημένο αυτό οι παίχτες της ομάδας του. Κατέβασε μπάλα, άργησε να πάει πάνω του ο Ντουκλάο. Την ευκαιρία για το 2-0 ο Λαμπάν. Κεφαλιά, τώρα το γκολ. 2-0. Η ΑΕΚ θα σκοράρει με τον Μόισοφ. Έτσι ακριβώς, βέβαια. Γιατί όταν χάνεις πέναλτι, χάνεις αυτοεπίθεση. Како е тоа чувство кога на тако значаен напор ќе дадеш гол? Чувството е неопишливо, не можеш да Не се опишеш. опишува. Тоа не се опишува, тоа мора да го доживееш. Страшна емоција. Да. Повелете. Ова е кога дојде во 2010 година, после втора утакмица, на полувреме, остив некој јак бол во ногата. Одиграв цела утакмица, кога заврши утакмицата, ми излади ногата, отидов на снимање во болница, сум играл со скршен прст. Наистина. Со скршен прст сум играл и пишува полувреме со сломени прст. Ова е четврт финале Куп на Србија, игравме со оваа година. Не ми призна гол, али важно што влеговме во финале. Одбрана или напад? Одбрана Секој што било потполна. одбрана. Одбрана, да. Кога сега би почнал да играш Одбрана. одбрана? Одбрана, не би менил Зошто? ништо. Па не знам, ги имам тие карактеристики. Контролираш Не би се се. видел као напаѓач или као везен играч. Иако
неколку утакмици во секоја лига што сум играл до сега. Последните 10-15 минути сум играл како напаѓач. Како даваш голови ако тогаш си Па тоа е или од прекиди, или од фаули. или од голема желба да Да. Ова е после кога го скршив прстот на ногата, се вратив, Мојсов тренера. Ова е кога го дадов победосниот гол за финале. Ова е кога потпишав во фудбалски клуб Војводина. Одлични услови за напредок. Одлично. Феноменални терени, феноменално све во фудбалски клуб Војводина. Имавме Многу се полага за фудбал. 5-6 помошни терени, сауни, джакузи, теретани, све беше на највисоко можно ниво. А и ево ова што зборувавме претходно, сликата идеалниот тим на Србија. Не става Или идеалниот тим на Србија. Да, ево и ова, елита со 12 бисер. Ево, има жолти картони, еве пишува, жутици предлажу квадрацима. Баш имам жолти картони и додов на одмор на неколку дена мојот роден град. Колку карактерот на личноста игра Па важна улога, важна улога. Ако си негативен, ако не си позитивен и да си добар играч, ќе те спакувате се сигурно. Мора да има и заебанци. За таканци, тоа е сигурно. Ο Λουίς Κάρλος, εκτελεί ο Λαρένα, δεν βγαίνει ο Χατζηφραγίσκου, κεφαλιά από Μωυσόφ 1-0. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, η κεφαλιά από τον Μωυσόφ ανοίγει το σκορ, διώχνει το όποιο άγχος υπήρχε. Εκτελεί ο Χέφελ, πάει μπάλα στο Μόισοφ, κάνει αυτό ένα κοντρόλ, κάνει το shoot goal εκπληκτικό. Ντάνιελ Μόισοφ, ανόρθωση ΑΕΚ 0-1. Αδράνεια στην άμυνα της ανόρθωσης, στο στημένο αυτό οι παίχτες της ομάδας του. Κεφαλιά τώρα το γκολ. 2-0. Η ΑΕΚ θα σκοράρει με τον Μόισοφ. Έτσι ακριβώς, Γιατί όταν χάνεις πέναλτι, χάνεις αυτοεπίθεση. Даниел Мојсов, македонската фудбалска звезда, се враќа на местото на злосторството. Овде прв пат дојде пред колку години? Па дојдов на мојата 7 година, кога мојот татко заедно со мојот брат не донесе, баш памтам на таа половина, кога тренери беа Звонко Костов и Борче Митрев. Колку години помина тоа? Па колку помина, едно 23 години, 4, тука некаде. Помисли ли дека можеби еден ден ќе станеш интернационална звезда, најдобар фудбалер? Па тогаш сигурно дека не сум мисли, искрено, сигурно дека не сум мисли. И убаво ли ти е на душата сега кога се враќаш? Сега ми е, баш и кажав претходно, сега би одбрал истиот пат би го одбрал. Сега ми сум многу среќен. Колку време помина овде на овој стадион или на близните стадиони? Што тренираш? Па кажеш? до моето 17 година. Поминав тука на овој стадион, на горниот стадион на фудбалскиот клуб Кавадарци. Неколку години трениравме на фудбалскиот клуб Габер. Во село Сопот исто така, кога тогаш имаше може и еден од најдобрите терени за играње и за тренирање. Тогашниот тренер на младенската екипа, Моно, познатиот Моно, го одржаваше теренот, беше стварно во перфектна состојба. Сега има многу интерес за фудбалот од малите деца. Имаш ли тогаш интерес за фудбал? Да, сигурно имаше, може и сега што разговаравме претходно. Имаше многу таленти, многу што го сакаа фудбалот, но за жал некои се откажа, некои се одредија за други занимања, на факултети или други работи. Тиквеш. Вечна инспирација за сите кои сакаат да играат фудбал. Името Тиквеш има асоцира на фудбал, на борба, на овој стадион и така натаму. Кажи ми, не смееме да го дадеме Тиквеш воопшто. Има оваа година шанса да влезе во прва лига, меѓутоа дали реално навистина има таа шанса? Фудбалскиот клуб Тиквеш, моја мисија е дека заслужува да игра во првата фудбалска лига. Како што споменав и претходно во нашиот разговор, кога имаше составено пред недела дене, кога господинот градоначалник Митко Јанчев го определи буџетот за оваа година, мислам дека и со тие заселувања кои што се споменуваат, мислам дека Тиквеш ќе влезе во првата лига. Ќе го наполниме ли овој стадион, оваа трибина од лево? Јас се надевам, колку што памтам пред едно 15 години кога Тиквеш беше во прва лига, јас тука собирав топки со моите колеги тогашни. Оваа трибина беше баш полна. Се надевам дека ќе биде во најскоро време. Балерите велат кога е полна трибината, дури имаме и трема. Значи, сакаме да играме. Па таа е позитивна трема, моја мисли, како што јас
како што ја играм на превари утакмици, мислам дека таа е позитивна трема, не таа е негативна трема. Друго е кога ќе играш пред празни трибини, друго е кога играш пред полни трибини. Имаш самодоверба, кога своите навивачи како да ти туркаат ветер во грбот. Имаш инспирација, мотивација и се е подруго. Секој тренер има своја стратегија за тоа како да ги советува своите фудбалери да играат. Што е ново, што е тренд во европскиот фудбал? Како треба тиквеш да игра за да не прима многу голови, а да дава голови? Па тука ќе го спомнам, ја мислам најбитен во тимот е тренерот. Таа психолошкиот момент на тренерот и мотивациониот говор. Најбитни се во фудбалот. Неправилно беше отстранет малку од репрезентацијата, сега повторно дуваат убави ветрови, сакат да те повикаат или не знам, има некоја позитивна клима. Како гледаш на репрезентативниот дрес? Па добро, еве година дена не сум повикан во репрезентативниот дрес. Првиот пат кога не ме повикна стварно ми беше криво. Но како одминуваше времето, се повеќе се фокусирав на фудбалските надпревари, на клубските надпревари. Али тоа е одлука на селекторот. Тука нема лути. Може ќе дојде друг селектор, може ќе ме повика пак. Али мислам дека и беше и добро време за мене, пошто направи фантастична сезона во АЕК, го освоивме купот и сум презадоволен и пресечен што ова година може што не играв за репрезентација. Бев помалку одморен, повеќе време и со фамилијата. Се на секогаш се собере, јас сум пресечен што не бев дел од репрезентацијата ова година. Али има успехи, посакувам се најдобро, има квалитетни имиња. Се надевам дека следните години може да се избори нека светско европско првенство, бидејќи од следна година е малку полесно да се влезе во. Те викнат ке играш? Па да. За мене репрезентацијата е светост. Го пришуваме во разговор, кажи ли, Даниел, што треба да поседува еден фудбалер, еден човек за да биде добар фудбалер? Пред се мора да имаш човечки квалитети. Без човечки квалитети, карактер, мора да имаш самодоверба, психолошки момент, да бидеш спремен на се, нормал, мора да имаш и κвαλιτети. Ο Λουίς Κάρλος, εκτελεί ο Λαρένα, δεν βγαίνει ο Χατζηφραγίσκου, κεφαλιά από Μωυσόφ 1-0. Με τη συμπλήρωση ενός λεπτού, η κεφαλιά από τον Μωυσόφ ανοίγει το σκορ, διώχνει το όποιο άγχος υπήρχε. Εκτελεί ο Χέφελ, πάει μπάλα στο Μωυσόφ, κάνει αυτό σε ένα κοντρόλ, κάνει το shoot goal εκπληκτικό. Ντάνιελ Μωυσόφ, ανόρθωση ΑΕΚ 0-1. Αδράνεια στην άμυνα της ανόρθωσης, στο στημένο αυτό οι παίχτες της ομάδας του. Κεφαλιά, τώρα το γκολ. 2-0. Η ΑΕΚ θα σκοράρει με τον Μωυσόφ. Έτσι ακριβώς, γιατί όταν χάνεις πέναλτι, χάνεις αυτοεπίθεση. Во родниот крај мора да се вратиш. Тука и после мојата кариера, јас би сакал да останам во Кавадарци и сум инвестирал во Кавадарци. Ево отворивме и кафе бар. Го сакам Кавадарци, живеам за Кавадарци, кога имам слободно време. Доаѓам во Кавадарци, се зависи од моето слободно време. Убаво е кафето, сигурно. Сака да се опуштат, има пријатна клима, близко сме до паркот. Доаѓаат сите. Добре, тоа не го планирате кога го правите кафечето, брат? Па, го планиравме, ние планиравме да отвориме, па сега народно ќе одлучи дали ќе доаѓаш, дали не. Инвестиравме добро, мислам дека добро направивме, сакаме да пробаме нешто ново, ова е фамилијарен бизнис. Брат ми е одговорен тука за се, заедно со татко ми. Така да, зошто да не се проба. Овде гледаме и твоите дресови со број 5. Кажи за секој дрес посебно, кој е Да, ова ми е од репрезентација. Ова ми е од репрезентација, тој таму е од АЕК Ларнака, последниот што го освоивме е купот на Кипар. Добро. И дојдов и сакам да ми бие во добро сечавање. Ево, позадината е као златни времиња. Може да ја преметите атмосферата. Да, че. Ги закачав дресите што сум играл за репрезентација, што сум се менјал со неколку играчи, има познати имиња, може и сами да ги видите. Атмосферата е пријатна. Се надевам дека ќе биде уште попријатна кога ќе почнат надпреварите. Јас типувам на 3. Ајде. Јас типувам на Бразил, Аргентина и Белгија. Али може како четврта додам и Хрватска. Али и мислам се. Може ги заборави Шпанија и Германија, но за мене, јас кажувам, за мене Бразил може да биде као број 1. Фудбал стана многу психолошка игра и игра на нерви. Да. Тоа можеме во последните период Лига на шампионите да го видиме. Значи, добар психолошки профил треба да игра фудбал.
Да, сигурно, сигурно. Не само талент. Сигурно. Дефинитивно. И како што казав претходно, психолошкиот момент е најбитен. Најбитен во фудбалот. Порано, во некои поранишни времења, ова што сега ти го зборуваш би било имагинарно или не потребно да се зборува. Меѓутоа, како тече времето, се менуваат и условите за живот. Па исто не знаеме како ќе биде за после 10 години, 15. И јас не знам како било по старите генерации, али кажам за сега како е. Не знаеме за 10-15 години, 20 како ќе биде. Градот Кавадарци, ја мислам дека заслужува некој поголемо внимание. Мислам дека заслужува некој фудбалски или може кошаркарски, ракометен клуб да игра во првата фудбалска лига. Мислам дека луѓето од Кавадарци се желни да доаѓаат во салите, на стадионите, желни се да гледаат добар и квалитетен, али пред се желни се да гледаат борба, да гинеш на теренот, што кажува народно, да умреш на теренот. Завршуваме со уште едно прашање. Многу млади се определуваат за разни спортови. Кошарка, фудбал, карате, джудо, Да. кикбокс и така натаму. Има една ренесанса во делот на интересот за фудбал, за спортот. Да. Тоа мене лично многу ме импресионира, следејќи ги овие големите натпревари. Например, овој Алшан 2017-18, наивањето во фудбалот, во фудбалски школи на Тиквеш има, ракомет, таму има мала криза, во кошарката има многу школи и така натаму. Победнисуваш ли тоа? Да, сигурно. Али пред се мора да биде финансиски подковано. Без финанси не можеш да гарантираш успех. Не може да дојде до голем успех. Се смени времењата. Нема волонтерски фудбал. Да, нема. фудбал само Без од- финанси тешко. Многу е тешко. Значи- Гледат и големите клубови. Ако имаат проблеми со финанси, тие пропаѓаат, прогласуваат банкрот. Εκτελεί ο Χέφελ, πάει μπάλα στο Μόισοφ, κάνει αυτός ένα κοντρόλ, κάνει το σουτ γκολ εκπληκτικό. Ντάνιελ Μόισοφ, ανόρθωση ΑΕΚ 0-1. Ти благодарам многу успех во твојата кариера, во животот, во приватниот живот и да бидеш секој во Кавадарци. Јас најувам за Кавадарци бидејќи твоето знаење, она што го имаш доживеено, добро е да го дадеш на младите генерации. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам се гледаме поскоро. Наскоро.